вече, китка шарена. Ајде. Онака со интонацијата, ајде. И тоа неколку пати, значи не 2-3 пати, Ама туку има 4-5-6 пати. Да, ама има и различни контексти, така, можеш да кажеш ајде, можеш да кажеш ајде бе, ајде. Ајде, иде. Здраво на сите, во ова видео ќе зборувам со Јана. Јана, може би ја знаете од првото видео на овој канал, каде што кажуваме накратко кои се лажните парови или лажни пријатели помеѓу руски и македонски јазик. Бидејќи се словенски јазици, имаат многу зборови што се збунувачки и мене ми е мајчин јазик македонскиот, учам руски и многу ми се збунувачки тие зборови како вредност. Така, но Јана, како ни дојде таа идеја за видео? Кажи ни малку за себе. Кој ти е мајчин јазик? Многу интересен твојот профил. Јас би рекла дека ти имаш 3 мајчини јазика, така, од тоа што знам за тебе, англиски, македонски и руски. Сега ќе ми кажеш зошто и како и дали сум во право. Епа, како прво, ја би рекла дека зборот мајчин јазик, мислам дека тешко се определува. Да, не е добро дефиниран. Не е добро дефиниран, да, и не го разбират сите поеднакво. Да. Некои сметаат дека мајчин јазик е буквално јазикот на кој се зборува со, мислам, дете зборува со мајка му, нели? Да. Јас мислам дека јас имам само еден мајчин јазик. Би било убаво да имав 3, ама мислам дека за жал имам само еден. За мене е англискиот. Англискиот, да. Но интересно е што зборуваш македонски и руски. Добро, за руски не можам да кажам затоа што не го познавам добро рускиот и не можам да кажам како зборуваш руски, ама македонски можам да кажам дека зборуваш како мајчин јазик и затоа за мене е твој мајчин јазик. Меѓутоа интересно е ова што го кажа. Па и македонскиот со акцент го зборувам. Мислам дека се слуша дека не ми е баш мајчин и некој знам да сгрешам тука таму, ако е нешто вака покомплицирано. Да. За акцент не сум сигурна, Јана, мислам дека многу добро зборуваш, најсериозно, не затоа што си ми пријателка, еве ќе кажам ти во коментарите. Ти си родена и порасната во Канада, така? И нормално е да не се сеќаваш на некој збор или да треба да прашаш како беше ова, како беше она. Меѓутоа, еве, ти си родена во Канада, Така е. така што растеш со кои јазици? Епа, во мој случај, мислам, ние сме, ако можам така да кажам, мешано семејство. Не сум ни чиста македонка. Татко ми е чист македонец, а мајка ми е од Русија. И сега ние, кога растевме, моите родители сака ние да знаеме, да можеме да зборуваме на неколку јазика. Значи, дома ни беше некако да речеме забрането на англиски да зборуваме. Зашто нели во школа зборуваме англиски, надвор англиски, со пријателите на англиски и сето тоа. И сега дома со тата зборувавме на македонски, со мама на руски. И кога бев мала, беа доста строги за тоа, сега сум и многу благодарна за тоа. Да, тоа стварно ми помогна. Да, тоа ептен многу ни помогна. Затоа што многу родители нели ќе речат ајде да го зборуваме само јазикот од државата каде што сме и така го губат јазикот така е, родителите. Да. Пошто ние англискиот како и да е нема да го заборавиме, затоа што сепак повеќето од денот во школа сме, надвор сме, со другарите сме. Мислам, како и да е, англискиот не можеш да не го научиш, а јазикот на родителите можеш да не го научиш или можеш да го заборавиш. И затоа јас сум многу среќна дека така решија да направат. Ама така ни беше баш определено, значи со тато секогаш беше на македонски и со мама секогаш беше на руски. И кога бев мала, доста строги беа со тоа. И баш забавно беше, зашто после ми раскажа дека до 4-5 годинки јас на англиски фактички не ни зборува, зашто не одев во градинка. Само македонски и руски. Така е, да, само македонски и руски. И после научи во школа англиски, ама за тоа не знам дали англискиот стварно ми е мајчин, пошто ја на 4 или 5 години го научив, ама сега го сметам за мајчин, пошто покомотно ми е на англиски, не мора да мислам, да формулирам, да не знам, да преведувам ако треба, туку едноставно
најлесно ми е. Не можеш да се напрегаш да мислиш. Така е, да. Еве, првото прашање е како го одржуваш македонскиот јазик? Како не го забораваш македонскиот јазик? Кој е твојот контакт со македонскиот јазик? Мислам дека тој факт што почнавме, како што се вика, од мали нозе, и што не бев приморена после да го учам. Мислам, бев до некој степен, ама веќе ја имав таа база. Да. Но дали мислиш дека треба да бидеш во државата за да го зборуваш јазикот, или мислиш дека можеш да живееш, не знам, во Кина и сепак да го одржуваш македонскиот на некој начин? Мислам дека е многу покомплицирано ако не си во државата, ама не е невозможно. Мислам дека е возможно, само ќе треба повеќе да вложиш повеќе труд, да речеме така, ама ако има желба, мислам дека е возможно. Само јас, например, што се трудам да правам. Например, никогаш не сум живеела во Шпанија или во Русија и како сега го поддржувам тоа. Јас се трудам да си создадам таква средина, кога имам време нешто да слушам, да зборувам со како се вика тоа да говори? Со странци, со странци на кои ме мајчин јазикот, например. Да. Или нешто да читам. На тој јазик. Да, говорители на тој јазик. И сега знам дека тоа не е исто како да живееш во таа средина, ма тоа сепак помага. Некој контакт да имаш барем секоја недела или ако не секој ден. И некојаш имам таква лоша навика малце, ако не ми текна некој збор, го кажувам во друг јазик, например на англиски, знам дека сите ќе ме разбират, ама некојаш се форсирам да речеме да најдам некој друг начин да го објаснам, значи дури ако не е тој збор што го барам. Тоа ти е затоа што си пораснала со многу јазици, знаеш како е да зборуваш многу јазици, да учиш многу јазици, но исто така бидејќи си по професија преведувач и толкувач, и знам дека вие ги имате тие техники на ако не ми текне во моментот ќе ја треба поразлично некако да го објасним. Да, баш е така. Тоа е многу интересно и добар метод е исто за зборување. Едноставно најди синоними и немој да се блокираш ако не ти текнува зборот. Така е, пошто мислам дека многу луѓе што учат јазик се плашат од тоа што ако не ми текнува тој збор. И јас имам исто такви моменти, ама мислам поентата е другиот човек да те разбере. Значи некако ќе го кажеш, дури ако не ти текнува тој збор, не е важно. Ако некако знаеш поразлично да го објасниш, значи ти сепак го зборуваш тој јазик. Да. И се снаоѓаш. Така е, да, се снаоѓаш, како што викаш, и затоа мислам дека јас, например, се обидувам да се опуштам. Знам дека негде ќе сгрешам, тука таму, ама не е ни важно, пошто странец ако си, секако дека ќе сгрешиш, значи треба треба да се опуштиш и да бидеш, како да го кажам, да бидеш спремен да сгрешиш, за да не те секира тоа и за да си даваш прилика да вежбаш. Мислам дека е многу добар совет за сите што учат и што се обидуваат да го одржат македонскиот јазик, иако не се во Македонија. И тоа е интересно, затоа што македонскиот јазик, за разлика од шпанскиот, например, нема многу ресурси, да речеме, на интернет. Меѓутоа има, нели, ако побараш и ако знаеш точно каде да бараш, ќе најдеш. Меѓутоа нема толку многу како што има на шпански. Да, секако. И што мислиш, дали е тоа пречка или може да се надмине тоа? Нели, ако се сака, се може. Па мислам дека мала пречка сепак е, мислам пак покомплицирано е кога нема ресурси, ама исто како и реков за претходното прашање, мислам дека не мора да биде пречка ако има желба, сепак може да се надмине. И Јана, сакав да те прашам и за рускиот, бидејќи сепак рускиот е дел од твој секојдневен живот. Нели имаш семејство кој што зборува руски, пријатели и во контакт си со тој јазик, а знаеме дека е сличен со македонскиот. Не е многу сличен, но од иста група на јазици. Така, значи има многу зборови што се слични, имаме и лажни парови, како што видовме. Граматиката е различна. Дали некогаш ти се случува да мешаш руски и македонски, бидејќи се слични јазици? Како што некој што зборува шпански и португалски, па зборува портуњол, дали постои некој руседонски, некој меѓусловенски јазик? Да, дефинитивно. Тоа баш ми е голема пречка и од тоа
тоа што викав порано, не треба да се срамиш, од тоа баш кај се срамам и се обидувам да не се срамам, да се не речам, треба, добро, да. нормално е, ама некојаш тоа вака малце ме блокира. И баш е интересно, зашто често пати, не знам дали си приметувала, ама на рускиот јазик има доста зборови што се сметат за архаични, а на македонскиот, мислам, до ден денес во секојдневен живот се користат. Се користам, да. И се случувало јас да кажам некој, сега се трудам да најдам пример, не ми текнува, ама да најдам некој, да кажам некој таков збор и некој таму браточет или пријател да ми каже од кај го знаеш Од каде зборов? го ископа Ја не зборов? сум го слушнал, кој знае од Од кога. некој роман на Толстој. Така нешто, А да, тоа а на у македонски мислам можеш на пазар да го слушнеш збор Да, од 2024. Така да, не ми текнува сега. Чекај, или например има зборови, например на руски што се сметат за многу формални во некој определен контекст, а пак во македонски се најобични, например држава. Да, баш Во и тоа ќе во руски го држава мислам дека се вика, тоа е, мислам, не е само земја, тоа е во некој посебно формален, административен или историски контекст. Мислам, не се вика онака. Не можам да некоја кажам држава. од која држава си или Да, јас сум од таа тоа е држава. многу чудно. Например, така да дефинитивно и уште бунам исто така сега како се вика изговорот го бунам. Например, знам на руски акцентот да го ставам на тој слог што не треба, како на македонски, пошто некако на македонски пологично ми е. Или јас повеќе време сум зборувала на македонски или пологично е, не знам кој е од двата. Логично е, мислам, не Веројатно само е. затоа што ми е мајчин јазик, ама македонскиот има добро дефиниран изговор, акцент, нели? Значи А на точно се рускиот знае. кому иде? На рускиот е Па не е дефиниран, не рандом е интуитивно, малце. да речеме. Да, и сега јас не стално, ама има моменти кога гледам збор, го читам и сега не сум го слушнала, например, не знам точно како се изговара. И знам некои зборови, онака малце смешно да ги кажам. Ама ја мислам дека кога работам на тоа, мислам колку подобро го знаеш јазикот, колку повеќе време работиш и учиш јазик, толку познато ти станува и некако поинтуитивно, ја би рекла, дури станува. Така да сега помалку грешам од порано, ама пак време од време се случува. Да, постои тој и меѓусловенски јазик, и луѓе што зборуваат, например, српски. Тоа е посебно, кога зборуваш српски и македонски исто така, многу се греши. Да. Едноставно многу се слични јазиците. Иста група јазици се. Така е. Ама интересно е. Но интересно, навистина интересно. Да. Ама сега не знам дали покомотно сум на македонски или на руски, пошто во моментот многу почесто зборувам на руски него на македонски, ама секогаш мислам цел живот сум се чувствувала покомотно на македонски. Сега некако ми се измешува се и Тоа нека се- не знам да го определам. Тоа се менува најверојатно повторно во зависност од тоа кој јазик повеќе го користиш. Да речеме цела една година ќе зборуваш повеќе руски и ќе се чувствуваш дека македонскиот треба малку повеќе да го повежбаш. Така е, да. Или да. обратно. Тоа е се за денес. Ви благодарам што го гледавте видеото. Се надевам дека ви беше корисно, дека научивте нешто, но исто така и дека ви се допаднаа можеби советите од Јана. Мене ми е многу интересен профилот на Јана, затоа што сакам јазици и кога ми кажа дека пораснала со 3 јазика и учела уште 3 и сега учи уште 3 и не знам колку зборува, меѓутоа знам дека во Канада, например, тоа е многу нормално да растеш со 2 јазика, нели, има многу луѓе со разни потекла. Меѓутоа, интересно е тоа да ги одржуваш сите тие јазици. И Јана, иако е многу скромна и ќе рече, јас не зборувам добро македонски, а буквално за мене тоа е твој мајчин јазик. Меѓутоа, добро, кажавме дека мајчин јазик има различна дефиниција и јас сакам да кажам за твоето ниво, дека е ниво на мајчин јазик. Благодарам. Да, и ќе завршиме со тоа, така што ако имате некој коментар, секако пишете и се гледаме наскоро. Пријатно. Чао. Чао, чао.